Благодарам, председателке, почитувани колеги, почитувана јавност. Еве неколку дена расправаме за една навистина многу сериозна работа, а тоа се членови на Уставниот суд на Република Македонија. Суд кој што во судската хиерархија е највисок, некако како издвоен, и кој што има јасни уставни правила и јасни уставни ингеренции. Премногу е сериозна ова институција, која што се до неодамна, кога се носеа одлуки на Уставниот суд, помеѓу граѓаните се коментираше, односно се велеше дека да, таква е судската одлука и судска одлука не се коментира. Ама тоа беше едно друго време во кое што професионалноста, компетентноста и тежината професионална, академска на уставните судии просто не дозволуваше да коментираме и да коментираат граѓаните за одлуките на Уставниот суд од причини што верува во компетентноста и стручноста на уставните судии. Јас го немам кај мене овој списокот на уставни судии години наназад, но еве ќе спомнам едно име, мислам дека беше професорот Асен Грубче и така натаму. Едни правни величини во Република Македонија кои што покажа на идните генерации кои што ги заменија како треба прво да се постави Уставниот суд во Република Македонија и како треба да бидат избрани, предложени прво и пред се, и избрани уставните судови. Јас тука пред мене го имам Уставот на Република Македонија, кој што во членот 110 јасно ги пропишува надлежностите на Уставниот суд и ќе ги прочитам. Зошто? Затоа што во понатамошната моја експликација ќе ги видите и причините зошто ќе ги прочитам. Значи, Уставниот суд на Република Македонија во членот 110 вели дека одлучува за согласноста на законите со Уставот, одлучува за согласноста на другите прописи и на колективните договори со Уставот и законите, ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот што се однесува на слободата на уверувањата, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, политичкото здружување и дејствување и забрана на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност, решава за судирот на надлежностите помеѓу носителите на законодавната, извршната и судската власт, решава за судирот на надлежностите меѓу органите на Републиката и единиците на локалната самоуправа, одлучува за одговорноста на председателот на Републиката, одлучува за уставноста на програмите и статутите на политичките партии и на здруженијата на граѓани и одлучува за други прашања утврдени со Уставот. Ова последното ми е особено вака интересно и може, нели правниците обично знаат да толкуваат на различни начини и ова може да биде поврзано со многу прашања актуелни кои што еве вака со години се напластуваат во Република Македонија. Бидејќи имаме 9 кандидати за уставни судии, од кои што еден веќе власта избрза да го изгласа, непознат за јавноста, дури вака и на Google не можете да го видите како изгледа. Сега на дневен ред е предлогот на колегите од Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, односно од парламентарното мнозинство, госпоѓата Татјана Васич Бозаджиева.
Пред да тргнам на расправа по биографијата на ова госпоѓа, јас морам да кажам, почитувани колеги, дека ми е навистина жал што една идеја која што ја имавме како опозиција не ја прифативте, бидејќи навистина Уставниот суд е пресериозна институција и добро ќе беше да ја прифатевте идејата да направиме интервјуа со сите 9 кандидати, или не мораше тоа да го кажеме како интервју, затоа што на крајот на денот пратениците и не сме многу компетентни, освен оние што се правници, да поставуваат прашања, но како граѓани и како представници на граѓаните, и текако имаме голем број на прашања кои што на овие уставни суди, кои што патем се бираат во мандатот за мандат од 9 години, мандат кој што воопшто не е мал, и согласно уставните надлежности на Уставниот суд имаат и текако имаат влијание на понатамошниот развој на самата држава, односно одлуките кои што ќе ги носат уставните судии. И навистина ќе поставевме прилично голем број на прашања. Навистина не ми е јасно, да, се согласувам дека немавме законска обврска за тоа. Зошто? За причини што ние сме една од ретките земји која што немаме закон уставни суди, па сега пред некој ден гледав интервју на госпоѓата Кацарска, која што се почесто се појавува на медиумите, повеќе на медиумите отколку таму каде што треба да работи. Моje мислење лично, граѓанско, дека она ќе предложи закон за уставни суди и критикува зошто немало закон за уставни суди, и тука да, се согласувам зошто немало закон за уставни суди. Од тие причини парламентарното мнозинство кажа дека немало таква пракса. Има пракса и има законска основа за бирање, и тоа беше добра законска основа кога ја биравме, да речеме, Комисијата за дискриминација и некои други комисии, и тоа е една добра парламентарна пракса која што би можевме, за жал не ја изгласав, можевме да ја воведеме, затоа што, како што кажав, Уставниот суд и уставните судии кои што ги бираме ќе одлучуваат цели 9 години. Понатаму, исто како и останатите, и јас веќе, бидејќи сме 2022 година, веќе како држава ги видовме фалинките во целиот систем, па така и во Уставниот суд, како да одат предлозите и зошто се предлагаат од политичките партии, односно зошто ги предлагаат политичките партии. Имаме компаративни искуства во европските држави, државите по кои што се стремиме како да се предлагаат уставни суди. Но тоа што е, формулацијата истакнат правник е премногу екстензивно истолкувана и од нас како парламент, и за истакнат правник се смета човек кој што дипломирал правен факултет, и по кадрите кои што ги гледаме, за истакнат правник е доволно да бидеш дипломиран на правниот факултет во Скопје, или не само во Скопје, во било кој друг универзитет во државата, и тоа е доволно да бидете предложен за уставен судија. Но не е баш така, има дефиниција конкретна што значи истакнат правник. Дури и Венецијанската комисија има дефиниција која што, доколку ние како држава сериозно сакаме и се стремиме кон некакви европски вредности и правила, не мора некогаш
и на хартија да бидат напишани нештата за да почнеме да ги употребуваме. И тоа беше дел од нашиот предлог, кој што за жал го одбивте. Истакнат правник не значи дека е доволно само овој образование правно и правен факултет. Сега, конкретно за предлогот на парламентарното мнозинство, за господјата Татјана Васич Бозаджиева. Кај мене имам едно CV кое што прво што ми падна во очи е дека за кандидат за уставен судија, кој што ќе биде на крајот на денот и изгласан за уставен судија, е недозволиво да има вакво CV. Да, внатре има прилично богата кариера напишано, но недозволиво е на ваков начин да е напишано. Се знае професионално CV што е. CV без фотографија, барем да знаеме како изгледа кандидатката кога веќе не е тука за да и поставуваме прашања. Недозволиво е уставен судија кој што сака 9 години да има мандат, да има вакво CV. Бидејќи јас како пратеник, кога ќе доаѓаат извештаи и таква од различни комисии и агенции, не го ценам само наративот внатре што пишува, туку го ценам и начинот на кој што дали е тоа уредно, дали има, не знам, се она што треба еден извештај, а во конкретниот случај едно CV да содржи. Дали треба ние сега тука да опишуваме што значи професионално CV? Е тоа, за жал, кај оваа кандидатка не го гледам. Понатаму. Незината кариера дипломирала на правниот факултет, положила правосуден испит и одбранила магистарски труд неодамна. Прилично чудно, знаете, кога пишувате дека одбранивте магистарски или докторски труд, со гордост го пишувате вашиот ментор. И велите, јас магистрирав кај професорот тој и тој. Ментор ми беше тој и тој. Зошто не е напишано дека господјата магистрирала, ментор и била професорката Родна Живковска? Зошто да го крие податок кој што е факт де јуре? Де факто е факт дека професорката Родна Живковска, која што да биде иронијата поголема, само пред неколку минути или часа ја одбивте како кандидатка за уставен судија со над 30 годишна академска кариера, а на нејзино место ќе ја ставите нејзината кандидатка. Еве ќе се трудам да не бидам малициозна и натаму, но знаете како сега ученикот да го надмине учителот е секогаш добро доколку навистина е подобар од него. Но кога се надпреварувате во академска кариера, самото животно искуство и самиот професионален век во CV-то ве демантира. Господјава има плодна работа во јавната администрација. И тука гледам голем број на обуки. Голем број на и во Министерство за правда, и во Министерство за финансии од 98-та година, кога ја започнала својата кариера, па се до 2022 во Министерството за правда, поминала голем дел на министерства. И ова е прилично добар кадар за некој кој што би аплицирал за во јавна администрација, па да кажеме и некакво си министерско место, еве бидејќи немате баш среќа со генералните секретари во влада, генерален секретар
на влада, бидејќи пак нејзиното искуство, прво работната кариера ја започнува во Министерството за финансии во областа на јавните набавки, меѓународните финансии и реформата во јавната администрација. Па можело во поделбата на колачот на ова старо-нова влада да и најдете место таму каде што се конкретните компетенции на госпојата Татјана Бозаџиева, за која што не сакав, кажав дека не сакам да бидам малициозна, а доколку бевте вие најдовте мана на Родна Живковска, па сега да сум, како вас ке речам дека еве човек на сите режими. Значи започнала од 98 година и низината кариера. И да бевте вие, ако беше наш кандидат, ке речете човек на сите режими, но одиме понатаму. Навистина, додека ја читав низината биографија, што е плодна во јавната администрација, но нема нема академски бекграунд, нема научни трудови, нема блиско со уставното право и затоа велам дека е кандидат за некаде во администрација. Но кога ја читав незината биографија на 2 страни, да речеме споредба правам на кандидатката која што јас ја предложив, професорката Родна Живковска, не знам, незиното CV на 10 страници, не знам, меѓународни трудови, вака така, доктор на науки, 30 години академска кариера, неспоредливо е, не можеме да споредуваме. И ова не е напад на госпојава, туку анализа на профилот кој што треба да влезе во една институција наречена Уставен суд. Напротив, мислам дека грешите, но еве праша. И сега беше овде госпојата Тања, еве ке прашав, например, што вели од 2019 година до септември 2020 година повторно работи, значи работела во Министерството за здравство и се повторно работи во Министерството за правда како државен советник за евроинтеграции. Како државен советник за евроинтеграции учествува во преговорите за поглавието 23. Видете сега. Ајде вака, да не се шегуваме. Бираме уставни суди. Република Македонија нема започнато преговори со Европската унија. Како госпојава учествувала за преговорите за поглавието 23. Еве да беше тука, ќе ја прашав, може ли да ни да објасните дали е техничка грешка во CV-то или владава во некоја друга реалност живее, па веќе води преговори некаде, а ние не знаеме. И то поглавје 23. Така вели во низиното CV. Јас читам CV. Тука, да, не сум дошла до тоа. Значи, дали, и прашањето ми е, веднаш ми се наметнува, дали госпојата верувала на фотографијата која што тогашниот премиер, тогашниот министер за надворешни и за евроинтеграции, се сеќавате на авиончето, луѓе добивме дату. Може би. Јас предпоставувам дека е тоа така, за да напишеш во CV, кое што треба пратениците да те гласаат, дека учествуваш во поглавје преговори за поглавието 23, предпоставувам дека му веруваш
на оно што те води, што ти ја води државата. Зоран Заев, Никола Димитров, Бојар Османи и не знам кој беше уште друг. А да, Кочо, ќе дојдеме и до Кочо. Една сериозна грешка. И да беше тука, ќе ја прашав и верувам дека господјата ќе одговореше. Сега тука одам понатаму. Вели, со почеток на пандемијата со COVID-19, таа е член на кризниот штаб при Министерството за правда, задолжено за изготвување на уредба со правна сила за време на вонредна и кризна состојба поради пандемијата COVID-19 кои се во надлежност на ова министерство. И вака сега размислам, знаете, многу работи се забораваат затоа што секојдневно имаме скандали, па забораваме што се случило пред 3 дена, а не пред 2 години. И јас сега ќе ве потсетам. Ако експертот за правда и за носење на закони и како државен советник за евроинтеграции била член на кризниот штаб и е солиден правник, истакнат правник, како тоа не укажала на владата, само да ве потсетам, колеги, се работи за моменти кога сме присутни во собранието, кога имаше вонредна состојба и кога за време на вонредната состојба без пратеници во собранието се донесоа еден куп уредби кои што и ден денеска седат на дневен ред во собранието и не се ставени на разгледување, а знаете какви злоупотреби имаше со уредбите. Само да ве потсетам, една од уредбите беше, да речеме, давање на лиценци за марихуана за време на COVID-19, за време кога во Република Македонија почина еден град, 10.000 луѓе, за жал. Бог да ги прости, утре е задушница. И како истакнатиот правник, да беше тука ќе ја прашав, и сигурна сум дека ќе ми одговореше стручно и компетентно, како дозволила, односно не дозволила туку, како не сугерирала дека луѓе носиме уредби кои што не се во ред. Не се во ред. Една уредба беше за дијаманти, ако се сеќавам добро. Ете, и ги забораваме дури затоа што не се стават на дневен ред. Сега тука, бидејќи законот за модуларните болници е исто така донесен во време на COVID пандемија, јас морам да прашам. Еве вака посредно, да беше тука, ќе прашав, господјата сигурно ќе одговореше. Во законот за модуларни болници, во јавните набавки, зошто ги потенцирам јавните набавки? Затоа што господјава во CV-то на почетокот вели дека е експерт за јавни набавки, меѓународни финанси и нормално, што ме експерт за јавни набавки и меѓународни финанси, е да поставам прашање, за жал не е тука да одговори, како тоа за време на COVID пандемијата се носи закон за модуларни болници и во јавните набавки направени од Министерството за здравство во тендерската документација за модуларната болница во Скопје, а и останатите, кај делот за технички спецификации, никаде не пишува дека се отпорни на пожар, само пишува дека се изработени од еколошки материјали. Исто така, не е наведено дали има и противпожарен систем. Според експертите, во документацијата не се дефинирани сите параметри. Во делот на техничките
спецификации се дефинирани, односно предвидени само параметрите за енергетска ефикасност, акустична изолација и термичка спроводливост на материјалите. Никаде не е дефиниран параметарот за отпорност на пожар на материјалите кои се користат за изградба на модуларната болница. Имајќи го предвид фактот дека се работи за модуларни објекти кои се состојат само од приземја, нели? И во тој објект треба да бидат згрижени сериозно болни лица и неподвижни лица. Параметар за отпор на пожар на материјалите така велат дека требало да биде најмалку 30 минути. Сакам да ве потсетам дека во трагедијата во Тетово 16 луѓе живи изгореа за помалку од 3 минути. Бидејќи денеска имавме купно 19 модуларни болници, тендерот за изградба на 17 болници во земјата, меѓу нив и Тетовската, минатата година го добила велешката фирма Брако, и сега доаѓаме до оној четвртиот кој што го заборив во авиончето, Кочо Енгјушев, собственик на фирмата Брако, заедно со некоја валандовска фирма Ари и Том. И замислете, владата експресно му плаќа на Брако поголем дел од монтирањето на модуларните болници и нивното опремување, откако преку посебна сметка за итно справување со COVID-19 Министерството за труд и социјална политика ги исплаќа овие финансиски средства. И сега кога таа како член на кризниот штаб, во кризниот штаб, кога имате вонредна состојба и кога имате пандемија, се расправа за се што е врска со пандемијата, а особено кога носите закон за модуларни болници, нема случајности тука. Тука нема импровизации. Затоа што тука има луѓе кои што се сериозно болни и неподвижни и кои што за жал во Тетово ни покажа како огнот зема 16 животи и се уште нема за тоа кабелот бил виновен. И сега има и еден правилник кој што исто така во кризниот штаб се разговарало за заштита, пожари и експлозии спаѓаат во група на објекти од категорија Г и за нив важат истите објекти и мора да имаат огноотпорност од минимум 2 часа. Замислете. Само замислете да има не 2 часа, 30 минути жртвите во модуларната болница во Тетово. Немаше да се случи тоа што се случи. Зошто го говорам ова? Затоа што кандидатката вели дека била дел и член на кризниот штаб за време на ковид пандемијата. Јас преку говорница прашувам, затоа, почитувани колеги, ако беше тука господјата, сигурно верувам дека ќе одговореше на овие прашања. Понатаму. Сега, знаете, во Уставниот суд има поднесено неколку сериозни иницијативи за кои што господјата Кацарска, која што патем кажано, невидено и нечуено досега, преку медиуми го повикува од Џафери, преку медиуми ги повикува парламентарното мнозинство, преку медиуми прави притисок да се смени деловникот на работење на Собранието на Република Македонија, да се тргне непожелниот член
Имате интервју на господинот Талат Џафери за една национална телевизија во која што кажува дека нема начин и дека треба неделовнички да постапи за да смени член од оваа комисија во која што сега сме, за да се направи некаква си суптилна закана, иако, пак ќе кажам, не велам дека не треба да се изберат судии, и текако, требаше уште пред една година, ама никој не ве спречуваше вас како власт да изберете, но не на начин на кој што почнавте да се обидувате да ставате уставни судии, и после никој не ве спречуваше да ставите председател на комисијата, бидејќи претходниот председател се замина за градоначелник. И да подсетам, преку суптилни закани, преку медиумите, се изнајде под наводници едно неделовничко, слаломско решение за да се тргне неподобен член од Комисијата за избори и именување. И се видете, зошто ги прочитав надлежностите на Уставниот суд. Вели, одлучува и за други прашања утврдени со Уставот. Јас познавам Уставен суд, например, Уставниот суд на Португалија, кој што за еден референдум расправал за референдумското прашање и го отфрлил затоа што тоа прашање, според Уставниот суд на Португалија, било капциозно и сугестибилно. Видете. Капциозно и сугестибилно. И сега да беше тука господјата Татјана Васич Бозаџиева, која што се уште не е избрана за член на Уставниот суд, јас ќе го поставя прашањето како граѓанин, кој што сериозно има сериозен однос кон недемократскиот чин на референдумот кој што се случи, што и какво мислење има господјата Татјана Васич Бозаџиева за Преспанскиот договор, а особено за референдумското прашање. Значи, јас колку што досега сум слушнала, Уставниот суд на Република Македонија, нека ме коригираат почитуваните колеги доколку грешам, нема одлучувано по сопствена иницијатива. Ако едно такво прашање, како што е референдумското прашање, и ако правиме паралели, бидејќи, знаете, додека ја слушате Добрила Кацарска, која што вели дека оделе на обуки, не се сомневам дека оделе на обуки, одели и ќе одат, ама кога одат на обуки, требало, еве, да речеме, да го земат примерот на Португалскиот суд за некакво си референдумско прашање кое што го отфрлиле и постапката тука престанала. И сега тука да беше, ќе прашав, што мислите вие, какво беше референдумското прашање, дали беше капциозно, сугестибилно и дали од референдумското прашање можете да извлечете само еден одговор, да или не, за или против, или, ако не се лажам, почитувани колеги, мислам дека имаше као 8 можни одговори. Некој се за ЕУ, некој се за против ЕУ, некој се за НАТО. Значи, имаше едно 8 одговори. Сега, да ми одговореше господјата Тања, какво мислење генерално има за Преспанскиот договор и дали би таа лично, доколку стане уставен судија,
иако веќе има иницијатива за разгледување на Преспанскиот договор, дали таа лично би покренала иницијатива за разгледување на референдумското прашање, бидејќи да расчистиме. Референдумот беше неуспешен. Имаме решение, одлука на комисијата, на Државната изборна комисија, која што е крајна и вели дека референдумот е неуспешен за секоја нормална власт. Тука ќе престанеше се што понатаму следеше. Значи, една комуникација да имавме со господјата, па ако ми дадеше некаков одговор, мене како граѓанин, бидејќи тврдам дека ми се нарушени моите лични права и ми е нанесена болка, огромна болка, ако кажеше, ако одговореше на прашањето на начин на кој што јас сметам дека треба да, можеби ќе гласав. Зошто? Понатаму продолжува. Овие денови во јавноста излегоа многу, за мене барем, за мене, а и голем број на граѓани, не сум за парламентарното мнозинство, една сериозна информација, неколку вестници, Нова Македонија, најстариот вестник, го пренесе. Една информација која што многу ме потресе, а е поврзана исто така со членот 7 од Преспанскиот договор. Никој не го демантираше. Се обидов минатата ноќ, односно минатото сабајле, кога расправавме за армијата, се обидов да поставам прашање на до вчера нашата колешка, а сегашна министерка за одбрана Славка Петровска, дали таа како министерка има реагирано за информацијата која што сега ќе ви ја прочитам за да и на граѓаните им стане јасно. Наместо да добијам одговор сосема соодветен, сериозен и компетентен, добив малициозен, арогантен и несоодветен одговор, прво и пред се како од колешка до вчерашна, а понатаму и како министер во владата која што треба, согласно Устав, да се грижи прво и пред се за правата на граѓаните. Сега, прва и основна надлежност е правата на граѓаните на Уставниот суд. И сега вели вака информацијата, која што многу малку медиуми национални ја пренесоа, многу поинтересни се, нели, жута штампа, трач, крими, ова, ама ова, нели, ги немаше дури ни оние метаморфози, вистиномери, краткомери, широкомери, за да кажа вистина е ова или не е вистина. Јас говорам за моите права. Нема. Они, знаете што прават? Има ли некој систем таму на Фейсбук, ако ставите некого да критикувате, метаморфози, вистиномери, широкомери ве блокирале. Ама оваа информација ја лиферуваат многу малку овај медиуми. А информацијата е 7.6.2022 година и сега да беше господјата Татјана Васич тука, ако ова не го видам, ќе го прочитав и ќе очекував да ми одговори како уставен судија кој што ги гарантира моите права, кои што нема да бидат прекршени и ми го гарантира со меѓународна поддршка. А еве, вика не е така. Да прочитам. Нова Македонија вели кој го брише македонскиот јазик во Обединетите нации. Индикатори за бришење на македонскиот идентитет се пофреквентно испливуваат на површина, а потврда за тоа е
најновата интерна одлука на Секретаријатот на Обединетите нации, со која на службите во Секретаријатот им се наложува наместо терминот македонски јазик да го употребуваат терминот јазикот на Република С Македонија. С е со целосното С. Неименувани извори за Нова Македонија од Обединетите нации алармираат дека во институцијата до службите на Секретаријатот се вели дека мора да се избегнува терминот македонски јазик во согласност со општиот став, вели, општиот став, дека терминот Македонија и сите деривати од овој термин не смеат да се употребуваат. Како тоа не смеат да се употребуваат? Ке прашав Тања Васич. Тања Васич, да. Како тоа? Истите извори наведуваат дека без оглед што на официјалната страна на Обединетите нации се уште пишува македонски јазик, во тек е постепено елиминирање на сите деривати произлезени од терминот Македонија, вклучувајќи и на јазикот, без оглед што тој во Обединетите нации како таков е одамна признаен. Понатаму вели дека од оваа година категоријата македонски јазик ќе се користи за, ај сега внимавајте, антички македонски јазик, зашто веќе грците прават напори да ги убедат Обединетите нации дека станува збор за дијалект на античкиот грчки јазик. Истиот извор појаснува дека во Обединетите нации постои забрана за зборот Македонија и сите изведени деривати од тој термин македонско, македонска, што од претходниот месец важи и за јазикот. Дали ве вознемирува оваа вест? Ве прашувам, колеги, дали оваа вест ве вознемирува? Многу. Така. Мене многу. Дали, колеги, кога зборувавме во оваа сала, само една колешка има од тогаш и од парламентарното мнозинство уште еден двајца, особено членот 7 од Преспанскиот договор, кога не уставно го процедурата не се запази, член 7 од Преспанскиот договор. На што се поврзуваат и на што се повикуваат овие античките? Вели, страните прифаќаат дека нивното разбирање на термините Македонија и македонски се однесува на различен историски контекст и културно наследство. Тоа си го подпишавте. Во однос на првата страна, овие термини ја означуваат не само областа и народот во северниот регион на првата страна, туку и нивните одлики, како и елинската цивилизација, историја, култура и наследство на тој регион од антиката до ден денешен. Јас се сеќавам дека тогаш дебатиравме, иако целосно нелегитимно после неуспешен референдум, дебатиравме дека антиката е светска цивилизација. Тоа не може да биде ексклузивно право на еден народ. Тоа е светско културно наследство. Така, сите го говорат тоа. Сме се консултирале и со низа истакнати правници. Ама, видете, се случуваа многу работи за кои што може би во мемуари некој некогаш ќе ги објасни. Но што сакам да кажам, од каде оваа информација во медиумите, вознемирувачка за многу граѓани, со што ја поврзуваат? Со членот 7 од Преспанскиот договор. И сега не се само суседиве овие дека сме дијалект на бугарскиот јазик,
туку приказната продолжува и треба да си тотален политички аналфабет ако не сватиш дека играта е заедничка, договорена, стратешка, вековна. Втората страна изјавува дека овие термини ја означуваат незината територија, јазик, народ и нивните одлики со нивна собствена историја, култура и наследство кои се особено различни од оние кои се наведени во член 7 став 2. А член 7 став 2 ви го прочитав. И сега, моето прашање, кое што го поставив, а не добив одговор од една од министрите кој што индиректно е поврзана со нашето членство во НАТО и така натаму, и има начини, алатки како ова да ни го потврди. Се јавуваш во канцеларија на Обединените нации, нели, па таму пуштите и амбасадор. Валјда не продава Ray-Ban научари, валјда не продава уметнички слики, валјда го паративте да се грижи за македонските национални интереси. Валјда не бара песоци по куќите. Имаше начин како ова да ни го одговори уште пред неколку дена. Никој не излезе со демант за едно вакво сериозно прашање. Сериозна влада не вергла на телевизија излитени фрази, ама не се преговара за идентитетот, ама не се преговара за јазикот, а овде имате информација која што ви вели Обединети нации почнуваат интерна постапка за македонскиот јазик. И сега, вознемирени граѓани, во кои што се вклучувам и јас, прашуваат кого да прашаат. Кого, освен влада? Али ова е точно? Секоја одговорна влада ќе каже: почитувани граѓани, не се секирајте, ова не е точно, ова е дезинформација, немојте да се вознемирувате. Бетон, нашиот идентитет е бетон. Бетонот не може никој да ни го скрши. Ние ви гарантираме, Меркел ви гарантираше, сите ви гарантираа, Арно, ама и ако тоа е дезинформација, се јавувате, излегувате, собирате тука пратеници, излегувате на медиуми и велите ова информација е неточна. Многу кратко и јасно. Не ги довознемерувате граѓаните. Освен што ги осиромашувате, не ги и унаказувате дополнително со и онака унакажаниот идентитет. Не ги демакедонизирате дополнително, туку одговарате како сериозна влада, како што не сте, и велите: почитувани граѓани, ве молиме за вакви информации да не се вознемирувате, ова не е точно. Излегува Славјанка, арогантна, наместо да рече довчерашна колешке, ова е премногу сериозно прашање, ќе ви одговорам: такво нешто нема. Се слушнавме со амбасадорот во Обединетите нации, такво нешто нема. Не слушнавме тоа, туку Славјанке не упати да читаме. Не баре ние не читаме и не баре она е член на Менса, па е толку многу интелигентна што сите книги овде во библиотеката ги има во незе и ги има сите одговори од сите области. Не ми одговори. Сега, да беше Татјана Васич тука, ќе ја прашав. Јас ова сериозно го мислам. Дали вие, господјо Васич,
бидејќи имаат сериозна намера да ве стават уставен судија вас наместо вашата менторка Родна Живковска, ќе се консултирате ли со Родна Живковска, со нашата почитувана професорка, експерт меѓународно признаен за уставно право, како вие ќе постапите по однос на ова прашање да ми го заштитите мојот идентитет? Вие сте последната алка во врвот на таа пирамида. Како ќе ми одговори Тања Васич? Дали по нејзина иницијатива ќе ги убеди останатите уставни суди, вклучително и председателката, која што стана председателка затоа што осуди 2 века робија за дело кое што во свет го нема, ја изучуваат на универзитетот во Колумбија, мислам, ако грешам, коригирајте ме, Харвард, како случај кој што како не треба да се суди. И нејзината казна за луѓето кои што ги осуди на 2 века робија е негативен пример во судството, кратко кажано. И го учат американците во најголемите, најважните школи по Америка. Вклучително што делото тероризам понатаму не беше разработено и Македонија во еден момент стана, во еден ден стана земја во светот која што во еден ден фатила 35. Ако грешам, коригирајте ме, мислам дека беа 35 терористи. Нема земја у свет, нема земја у свет која што у еден ден фатила 35 терористи. Нема, таква не постои. Дури ни најмокната, нашиот стратешки партнер, нема фатено 35 терористи во еден ден. А не па да ги осуди, значи не можела да ги фати, како да ви кажа. И сега таа судика, нели, бидејќи многу стручно постапуваше и е председателка на Уставниот суд веќе 9 години ќе ја гледаме по медиумите, ќе видиме можеби и закон за уставни суди ќе предложи тука. Претпоставувам дека ќе биде тоа со 2/3, не би требало поинаку. Дали Тања Васич ќе ги убеди сите колеги, вклучително и председателката, дека време е да почнат по собствена иницијатива да разгледуваат прашања што се од особена, од исклучителна важност за државата. Јас за мене си кажувам дека ова е прашање над прашањата. Немојте да мислите дека дури тие што ги натеравте да излезат на референдумот се срекни. Не. Ве лажат. За ситни интереси лични, и ги осиромашевте, до питачки стап ги дотеравте. Една работа. Одиме понатаму, на вас што ви е досадно, излезете си. Имам прашања за Тања Васич. Дали во тие иницијативи кои што ги велам јас и кои што слушам во западноевропските држави, во Америка, во Велика Британија, не знам дали има и таму. Значи, Уставен суд кога ќе каже готово, никој не се сомнева во исправноста на одлуката.
Никој не се сомнева во мерит системот нивни, како тие луѓе станале уставни суди. Премногу ја партизиравме државата. Не се амнестирам како член на ВМРО ДПМН во надградбата на тоа партизирано судство и така натаму. Ма, колеги, тефтерчињата се кај вас и до кога така? Од 8% ќе паднеме на 0. Џабе нашите стратешки партнери инвестираат тешки пари, грдни пари од американските даночни обврзници, кога мерит системот тука го нема. И мислите дека ова не го гледаат? И мислите дека ова не е причина што не сме дел од почетокот на преговорите? Не. Секако дека не. Многу добро ќе беше ако тука сите заедно се договоревме. Дајте луѓе да ги викнеме овие кандидати, 9 се. 9, не се многу. И да поставуваме прашања. И нормално ќе поставев уште неколку прашања, кои што исто така во државата наша се направија тектонски пореметувања, незаконски и правецот се смени. Добар или лош, секогаш на крај цена на граѓаните, но и оние правници кои што не ги плаќате за да дојдат тука и не ги плаќате за да пишуваат статуси и да бидат членови на комисија за амнестирање на председателот. И кога сме веќе кај тоа, согласно членот 110 и последниот став кој што вели одлучува и за други прашања утврдени со Уставот, јас ќе прашам за членот 68, каде што вели член 68 ги објаснува задачите на собранието на Република Македонија, дава амнестија. Во сите, да не ги читам сега сите кои се наши надлежности како пратеници, вели дава амнестија. Само уште нешто. Да. Ај околу амнестијата, дава амнестија. Ние, исто тој состав на пратеници, таков како што беше, донесовме еден закон во кој што се направи амнестија на одреден дел на луѓе. За истиот случај. За истиот случај. И сега, ако е тука господјата, би ја прашала во ингеренциите на собранието е носење на закони за амнестија. Ние донесовме еден таков закон. Што мисли таа за законското решение, иако имав можност да бидам на ТВ дебати и да слушам ТВ дебати од не само истакнати правници, туку врвни академски имиња, кои што врска немаат со ВМРО ДПМН, напротив. Го напаѓале ВМРО ДПМН, не е тука во прашање партија. Велеа дека таа е селективна амнестија и секоја селективна амнестија не е амнестија. Амнестија се дава за целиот случај или не се дава. И сега, бидејќи првата надлежност на Уставниот суд е одлучува за согласноста на законите со Уставот, еве можност госпојата да се изјасни
за тоа законско решение, ако работат по собствена иницијатива. Дали би имале храброст, кредибилитет да се издигнат над ситуацијата политичка, меѓународна, каква и да е, затоа што, видете, судот во Хаг носи суди кои што, нели, сите знаеме, но не беа обврзувачки, за жал, за нас, па, еве, нашиот суд со неговите одлуки, механизми, но и кредибилитет. Тука е пред се кредибилитетот за мене. Друго е кога ќе имате врвно академско име, кое што и без разлика дали ќе се обидат да го залепат за одредена политичка структура, собственото знаење ги демантира таквите лепенки и обиди за залепување, затоа што пред се е авторитетот и неговото знаење. Јас барем така размислувам. И тука, знаете, во членот 60 има и многу други надлежности да решаваат по собствена иницијатива, ако им се работи на уставните суди. Понатаму. Да беше тука госпоѓата Тања Васич Бозаџиева, ќе ја прашав за членот 75 од Уставот. И тој вели вака: законите се прогласуваат со указ. Указот за прогласување на законите го потпишуваат председателот на Републиката и председателот на Собранието. Значи, да објаснам за граѓаните. Едно законско решение не може, во Уставот го пишува, да биде објавено во службен весник ако не е потпишано од председателот на Собранието од едната страна, а од другата страна од председателот на државата. Имаме едно несрекно законско решение, исто така во минатиот состав. За жал. За кое што ние како опозиција поднесовме над 35.000 амандмани, законско решение за кое што можевме да најдеме одредено решение, секако, додека ако седневме на маса, се разбира, но никој не сакаше да не слушне. Напротив, јавноста знае како нашите амандмани завршија во собранискиот контейнер, онаму каде што ги паркираме колите. И сега имаше тука, знаете, и огромно прекршување на процедурата. Еден од недоследностите на нашиот Уставен суд, мое мислење и мислење на правници со кои што сум разговарала, е дека Уставниот суд не ги цени процедурите, туку само нормативата и усогласеноста, нормативната усогласеност. Не обрнува внимание многу на процедурите, што за мене е незамисливо. Не можете вие процедура која што ви е пропишана во Устав, која што ви е пропишана во закон, процедура која што траела толку колку што траела, и замислете, бидејќи се работи за јазици, замислете помина со европско знаменце, нема никаде директива за овај укомпонирање или усогласување со европски директиви за јазици. Тоа го нема никаде и тоа е измислено. Во оваа процедура исто така една круцијална грешка е објавувањето на тој закон во службен весник без подпис на
председателот на државата. И да беше тука господјата Тања Васич, ке ја прашав дали, што мисли, дали ќе го почитува членот 75 и согласно нивните надлежности по сопствена иницијатива ќе расправа за тоа законско решение и да донесат правилна одлука. Одлука во која што нема никој да се сомнева и одлука во која што ќе бидат задоволени правата на сите граѓани во Република Македонија без разлика на нивната етничка припадност. Ниту одземани, ниту додадени. Дали го знае случајот, како слушнала, како разбрала, како размислува, што размислува за, еве, конкретно овој случај. Одиме понатаму. Член 84 од Уставот на Република Македонија. Членот 84 ги опишува надлежностите на председателот на Република Македонија и во сите негови надлежности вели дава помилувања во согласност со закон. Дали, и сега беше тука господјата Тања Васич, ке ја прашав, и јас сум сигурна дека ќе ми одговореше, затоа што согласно CV-то гледам дека е истакнат правник, кој што има професионална кариера од, не знам, 98 година. Предпоставувам дека ги следи политичките состојби во државата, но и одлуките кои што ги носат. А согласно Уставот, Уставниот суд има право да расправа и за председателот на државата. Му пишува во Уставот. Сега, во членот 84, во надлежностите на председателот на државата е да помилува согласно закон. Сите председатели тоа го правеле. Од почетокот на осамостојувањето па се до денеска. И некогаш имало контраверзи зошто ово и зошто не оно и така натаму и така натаму. Сега најсвеж случај е еден професор на... Јас ќе ве замолам, колешки, ако може мојот мобилен телефон да ми го дадете, ми требат податоци. Еден професор на кој факултет? Темелко Ристевски. Излезе во јавноста дека тој професор го плаќала партијата на пензионерите, чиј што председател е нашиот колега, иначе генерал од Социјалистичка Федеративна Република Југославија, член на коалицијата Можеме, човек кој што со движење на пензионерите оди да преговара за пензиите кај премиерот, тој Темелко, како се викаше, Ристевски, Темелко Ристевски, вели дека си е исполнил својата должност, напишал толку статуси, напишал толку колумни и го исплукал колку што е можно ВМРО ДПМН и челниците на ВМРО ДПМН, и за тоа добил хонорар повеќе од 10.000 евра. Еден прекрашок, професор, кредибилитет 0, срам за интелектуалната мисла во Република Македонија. Ама уште поголем срам и уште поголем блам и уште по-незгодна ситуација, најблаго вака речено, се обидувам да не бидам малициозна, логично само размислувам и поставувам прашања, не може да ми одговори господјата Тања Васич, предпоставувам дека
ќе слушне, па некако јавно писмо ќе напише. Дека тој човек е член на Комисијата за помилување на председателот на државата. И знам сега, некој од колегите ќе рече, си дал оставка денеска. Не. Касно е, друже. Тој човек, освен што примил 10.000 евра од парите на буџетот на државата, му ги исплатила, не знам сега дали Славјанка или Радмила Шекеринска, важно пари од граѓаните, затоа што го плукал ВМРО ДПМН по социјални мрежи и пишувал колумни. По телефон, не знам со кого, кому... кажав тоа, кажав, ве молам колега, немојте да ме дефокусирате. И тој е член на Комисијата за помилување на председателот. Сега, да беше тука господјата Тања Васич, ќе ја прашав и верувам дека ќе ми одговореше, дали по собствена иницијатива Уставниот суд таа ќе ги убеди овој, како го се викаше претходниот што го изгласавте? Фатмир Скендер, таа и председателкава да го повикаат председателот или не знам, сега тие си имаат механизми, ние не сме правници, ние сме пратеници, представници од граѓаните. Ние сме тие пратеници кои што Добрила Кацарска на телевизија им вика немојте, Натала, немој, Натала суптилно му се заканувате. Дали ќе имаат храброст? Не храброст. Опис и попис на работни задачи им е уставот. Еве, јас го цитирам членот. Ако сум грешка, нека стане некој истакнат правник од тука и нека ми каже не си во право. Членот е 84. Председателе, дали знаете вие каква личност имате, ама знаете, тој е професор, добро, во ред, академската кариера, да, во ред, 10.000 евра. Има ли земено од буџетските пари на државата, од граѓаните, кои што секој ден се повеќе и повеќе ги осиромашувате? Па не знам, знаете, стево као киша око крај. Не, дали имате или немате земено. Така, секој кој што сака да има кредибилитет и никој да не се сомнева во нивните одлуки, би настапил. Иначе, овој лик, видите, овој лик на 8 февруари 2020 година вели повреда на Уставот. Он вели повреда на Уставот, овој темел користески вели, пишува статус за нашата колешка Рашела Мизрахи. Кога техничка министерка, и он сега вели он збори за повреда на Уставот. И како Рашела зборела пред табла со името на Министерството и уставното име на државата Република С Македонија и поставил стара табла, значи го бранел ова. Се појавувал на телевизија и за време на референдумот и пред референдумот. Знаете, професор, ке речете, добро, има граѓани кои што му веруваат, професор. И он тука сега навел низа на повреди. Низа, напишал, цитирал членови и вели, ние, поголемиот дел од граѓаните на Републикава, се гордееме со тоа име, зашто таа не е, не знам, повеќе поранешна држава, туку сегашна. Не ги сваќаат придобивките, да? И пишувал долг статус, не знам за овој статус колку пари има добиено. Па кажува, тука не слушнав за овој статус, оние врвни
браначи на жените во Република Македонија, на статусот на нас жените, на говорот на омраза, на шовинизмот, на сексизмот, за овој статус нешто да реагираат. Не слушнав. Ја не сум чула, за вас не знам. Знам само за себе дека сум реагирала. Секогаш. И тој си навезел кај еден чаршав поголем, може би 20.000 евра да е, не знам, затоа што Рашела тогаш беше министерка за време на избори, може би цената тогаш била поголема. И навел, не знам, 5 години, 10 години Рашела да... Томислав, Темелкоде. И сега да беше тука господјата Татјана Васич, прво ќе ја прашав како жена и како истакнат правник. Како истакнат правник, дали ова што го навезол, се слагате, па после како жена, сите жените треба да имаме некаков сојуз и неформално имаме тука во собраниево барем. Што везе овој? Башка, оној пак сега што ќе дојде кандидатов Љубомир, за него дополнително ќе збориме, тој па нема допрен глас, не слушнав деновиве, подсетете ме, може би не сум видела, он па по допрен глас да покрене процес за кривична ли, не знам, за овој што земал народни пари. За Темелко. Не чув Јовевски, чека само да го изберат и ништо. Сус, што вели талат, сус. Ништо. Многу членови во Уставот кои што регулираат материи, слобода и права на граѓаните, нешто што е врв во светот, па дури почнуваат и да се разграничуваат, продлабочуваат тие права, а нас како основно човеково право, идентитетско, не оставаат во заблуда, никој не ни одговара и што можам да заклучам? Прво како граѓанин, како македонка која што зборува македонски јазик, ама ако продолжи вака, само ќе шупотиме дома како долу во Егејска Македонија, и ќе ме коригираат дека не е така, и кој знае што понатаму, мое лично мислење. Сега зборувам лично мислење. Мое лично мислење, затоа што подолго време сум тука, животно искуство, мислам дека овие судови, овие членови на судот, уставен, мора да бидат подобни за двете прашања што ги поставив на почетокот, а за кои што не добив одговор, и за која што се отворена рана на македонците, отворена, да ги затворат, односно да ги зашијат без анестезија и после да добие сепса, без анестезија и без стерилни инструменти и без антибиотик, колешке, да, благодарам што ме подсетивте, да мислат дека ќе ја затворат раната, дека се ќе биде по устав, двете прашања кои што сега се пред Уставен суд, за никогаш повеќе да не бидат отворени. Но ја знаете, пак ќе кажам лично моје мислење, бидејќи ако некое прашање ме е тоа, верувам, верник сум, и ако Господ 33 пати ја спомнал Македонија во Библијата, сме обстанале толку години, ќе обстанеме и сега, само што оваа современа борба наша требаше да биде барем институционална, да веруваме во
сите луѓе кои што ги предлага, без разлика дали се од позиција, од опозиција, ама за жал, судбина ли е, не знам, карма ли е, Македонија да биде поделен и на тој начин, за жал, нашата држава, почнувам да личам на вас, Република Македонија, да биде поделена по многу основи, за жал, и вакви, според мене непотребни. Мислам дека можевме на времето, па и сега, да поставиме наши црвени линии, македонски црвени линии, за кои што нашите деца и внуци, кога ќе досадно вие, што да правам, тоа е. Кога ќе прашаат, а што направивте, барем нешто да кажеме дека сме имале некаква борба. Може би таа борба ќе им личи како Дон Кихотска борба со ветерници, невозможна мала земја, со различни, не знам, геополитички и геостратешки интереси, секогаш била и ќе биде, бидејќи се наоѓа таму каде што се наоѓа на портата на вратите на Европа, но мислам дека можевме повеќе. Можете слободно да ми реплицирате за кандидатите на ВМРО, ДПМ, нешто било од тефтерчињата, се видоа тефтерчињата, се видоа, рекажав во мојот одговор дека не се амнестирам од одговорност како член на партија, ама кога веќе 30 години виде дека тоа така не функционира и дека мора да има мерит систем, тогаш имавме можност да се договориме, а особено ми е жал што ја испуштивме можноста како генерација на пратеници да воспоставиме добра собраниска пракса, бидејќи тука видите има и лоши собраниски пракси. Оваа сала тука јас ја паметам и по лоши, но и по добри собраниски пракси. Сега можеше ова да биде добра собраниска пракса. И на крајот на денот, зошто не би одговорила господјата на сите овие прашања? Може би сакала да одговори. Може би сакала. Возрастна жена, дипломирала на правен факултет, експерт во сектор за правни работи. Многу прашања поставив. Сега кој ќе ми ги одговори? Кога ќе стане уставен судија? Касно ќе е тогаш. Јас и пред време ги знам одлуките. Уште пред да стапне таму ги знам одлуките кои ќе бидат. Ама не оди така. Нема да оди. Ако беше 8%, сега ќе биде 0. Та вие, та ние. Знаете како? Работава не оди, не е во ред. Ево, учествувала и во некои други закони за кои што па ако отворам цево уште еден час да зборувам, за колку време зборувам. Оно што учествувала, ќе ја прашав, бидејќи тоа како долгогодишен административец, советник во Министерството за здравство, за време на министер за кој што тука падавици имаше по улица Македонија, министер смрт, не знам ова, некои работи кои што не сакам ни да ги повторам, па покоалициравте, ни вие не знаете ни со кого искоалициравте, што направивте. Може би ќе кажеше за законот, за овој сега што го предлага за цветот од марихуаната. Може би, бидејќи лиценците таму се давале, оделе преку Министерството за здравство. Имаме еден податок дека во Република Македонија има 80 лиценци за фабрики за марихуана, а во Германија има само 7. Може би и тоа ќе го одговореше господјата. Зошто е така? Што се правело? Зошто да одиме со, не знам, во јавноста, знаете, на секоја висока позиција, колку си повисок, има толку
повеќе, не знам, трач рубрики и така натаму, дека е поврзана со некаков си квази газда кој што одеднаш стана голем, почна да се занимава со неколку дејности, дури и со здравствена дејност. Како? Дали е вистина дека помогнала во тие дејанија, колку се законски, па сега она е поврзана со следниот ваш кандидат, подопрен глас, дали било вистина или не било вистина. Па тој дали ќе истражи. Голема е приказката. Многу е голема. Многу има да се зборува. Еве и вода колегите не ми дадоа сега. Морам да прекинам тука затоа што ако продолжам да зборувам ќе се отворат уште многу прашања за контроверзни закони. За кои што таа согласно CV-то има компетенции. Не спорам. Не спорам за тоа. Спорам. Мене лично најспорен момент ми е менторот не станува уставен судија со 30 годишен академска кариера, а кандидатката која што сега завршила, што не значи дека е понижување, да се разберем. Ама ако веќе вагаме, а треба да вагаме тука, нели, да мериме, не може менторот и од нејзина страна малициозно, што не ја спомнала менторката, значи магистрирав кај професорката доктор Родна Живковска. Како, зошто да не ја спомне? Како тоа? Да не се сети комшијата? Еве, се сетивме, знаеме. Мала е Македонија, се знае. Извинете малку. Јас мислам дека ако беше тука Тања Васич, и ако ми одговореше на овие прашања, за мене многу важни, може би, и покрај тоа што несватливо за мене, како професорката Родна не ја избравте, може би ако речеше да референдумското прашање беше капциозно, сугестибилно, се злоупотребија сите ресурси владини славеа после датуми, се сеќавате? Пари од граѓаните даваа и така натаму, ако како одговореше на дел од овие прашања, поставив неколку тематски прашања, многу важни, поврзани со Уставот, ништо вон Уставот. Ниту едно мое прашање не беше вон Уставот. И нели велите, Уставот е Библија. И тоа исто ќе ја прашав, што мислите за отварање на Уставот, како да е, секоја година. Не баре Вучич од фрижидер. Што мислите за тоа? Како член на Уставен суд, што мисли она за отварањето на Уставот во секој мандат? И за прашање за кои што не треба да биде отворен. Значи, за прашање кои што немаат врска со соодветната област за која што во моментот се отвара. За жал, пак сум била присутна и на такво нешто. И тоа ќе ја прашав. Што мисли таа како кандидат за уставен судија? Никој не им забранува на уставните судии, по моje мислење, да даваат сугестии, бидејќи ние како пратеници не сме стручни во таа област, да даваат сугестии за да внимаваат пратениците во носењето, согласувањето на законите со Уставот. Никој. Бидејќи таа
е последната алка и карика во пирамидата наречена права на нас како граѓани прво. Прво како граѓани. Нарушените мои и ваши човекови права, кажавме сите од една до последна, иако има и други за кои што Уставниот суд може да расправа доколку се држи до неговите уставни начела и уставни надлежности. Широка е лепезата, малку се на број, не велам дека се доволно, тоа е веќе апсолвирано прашање, но кој и како ќе влезе, мене ми е совршено јасно каков исход ќе има ова, и на граѓаните им е совршено јасно каков исход ќе има ова, но нека остане запишано дека сме зборувале, предупредувале, сме сватиле дека не оди ова вака, после 30 години, таа едни, та други, ама, за жал, матрицата не се менува. Жалам што ве ставаат во таква ситуација и вас, колеги. Како велат, секоја мафија си има секоја држава си има своја мафија, кај нас мафијата си има држава. И ете, на тој начин, за жал, се потполнуваат многу важни места кои што одлучуваат на крајот на денот на нашата држава, нашата татковина, нашите права и во кој правец ќе се развива или нема да се развива државата. Значи, да завршам и да заклучам дека бидејќи ми беше ускратено правото како пратеник да имам една интеракција со сите кандидати, јас не би можела да донесам конечна одлука за госпоѓава, но кога веќе ја отфрливте кандидатката Родна Живковска, а ова ќе ја поддржите, госпоѓа Татјана Васич, очигледно дека ќе ја поддржите, гледам во вас, почитувани колеги, дека не станува збор тука за мерит систем, туку за партиска наредба и, за жал, продолжување на партикратијата. Благодарам.